Само 8% од мерките за намалување на последиците од пандемијата кои ги спроведе владата на Македонија се однесуваат за младите. Истовремено пандемијата најмногу влијаеше на младите, заклучија младинските организации во новото истражување представено во документот Млади во криза 02. Ефекти од пандемијата врз младите и препораки до институциите. Владата во текот на пандемијата, но и во текот на кризата која се уште трае, спроведе 99 мерки, од кои нас не интересираат оние кои што се конкретно наменети за младите, односно онаму каде што се изречито наведени младите лица. Такви мерки беа 8, од кои 7 се специфични, а 8-та е продолжување на една мерка, која што е купувам домашно, кои што беа анализирани врз основа на толкав опфат има и каква е буџетската имплементација на истите. Она што можевме да го видиме со 8 мерки се специфични за младите, како што се изричито се наведува како таргет група. Тоа е околу 8% од вкупниот број на мерки што се превземале од страна на владата, истакнуваат од ректор на денешната презентација на документот Млади во криза. Според нивните анализи на невладините мерки, најголема мерка за младите била купувам домашно, а останатите не биле целосно искористени. Тоа како што вели Малевски укажува дека бюрократскиот процес бил претежок или немале никаков едноставен пристап. Владата нема директни пристапи до младите. Се фокусира на студентите и средношколците, а генералната популација на млади не беше целосно опфатена, особено оние кои што ги изгубиле работните позиции, бидејќи ако имале на ум дека мерката за финансиски средства за оние кои што изгубиле работа поради кризата беше тесно врзана со стажот на младите, односно на сите граѓани, и мораа да ги исполнат одредени критериуми кои што најчесто младите ги исполнуваат и немаат пристап до таква помош. Оттаму напоменуваат дека владата не се консултирала со младинските организации и младинските здруженија во креирање на овие политики, па и затоа мерките не се целисходни.